Хронично болните и оние со срцеви заболувања изложени на најголем ризик деновиве кога температурите се -5 степени под нулата. Лекарите алармираат дека ладното време го зголемува крвниот притисок, а зголемениот крвен притисок пак го зголемува ризикот за појава на срцеви мозочни удари. Зачестени се во последно време проблемите со кардиоваскуларниот систем, од типот на напади на ангина пекторис, на срцеви удари, која веројатно се должи или на комбинација од ладното време, а веројатно на однесувањето на нашите пациенти во однос на исхраната, на физичката активност. Додека кај срцевите болни имаме една нагорна линија на влошување на состојбите која ќе видиме до кога ќе оди, бидејќи има и едни чудни временски услови кога навистина вечерните температури се минусни, ниски, дневните температури се пак некаде оптимални, така да може би ефектот од вечерта е поризичен за хроничните болни. Интернистите препорачуваат овие пациенти внимателно да ги следат препораките и да се придржуваат кон препишаната терапија, а оному каде што е потребно, таа да биде и засилена. Нашите пациенти како да имаат некое правило да престанат физички да се активни, помалку ги упразнуваат физичките активности кои им ги советувам и се до тоа се одразува на ваков начин. Затоа оние што се хронични болни и кои имаат терапија веќе која примат заради срцето и слично, им препорачуваме да направат една контрола во овој период за да евентуално се согледат промени во терапијата и да се заштитат на време. Маснотите да ги регулираат, физичка активност која е потребна, регулација на притисокот, проценка на шеќерот и мастите за да може да се регулираат и се одржуваат во нормални граници. Најдобро е предпазливоста секои градни тегоби кои траат подолго време од една минута да се изанализираат со медицински исследувања, бидејќи некогаш знае и со многу малку симптоми, а некогаш обратно многуте симптоми да не значат срцеви заболувања, сепак една стручна проценка е добра. Дополнителна причина која може да предизвика инфаркт е и лошата исхрана и алкохолот, што за време на празниците особено се конзумира.